Писмо или глава, црно или бело, курто или мурто. Оној познатиот Келавко Слави Трифунов се чуди како тоа Бугарија им дала 100.000 пасоши на македонците, а се попишале само 3.500 бугари или негде 0,6% од овие попишаниви. 0,6%. И бараат уште во устав да влезат. Абе, кој устав? Устав. Овој. Абе, Слави. Не е доволно само да дадеш пасош. Треба и срце да му дадеш на човекот. Ама вие некако срце не покажавте до сега. Обично имавте околу 1600 бугари во Македонија порано, така што се кажува. Значи, со целата негативна кампања на побугарчување што ја правевте на македонскиот народ, со сите закани и блокади, успеавте во изминатите 15 години да ја кренете бројката на дупло. Што, морам да признам, е одличен успех за вашата пиар стратегија и потрошените пари. Еве, во следниве 15 години ќе бидете можеби околу 7.000, нормално ако вие 3.500 бугари нели се размножат квалитетно, ама судејќи по вашите стапки на раз во Бугарија, нема да можете да ја поминете бројката од 4.000. Но, мој совет, апсолутно ќе се покачите во бројките. Ако пожестоко се заканувате и ако пожестоко не блокирате во нашиот пристап во Унијата, а можете да употребите порадикални методи, нели? Оти тамо некои ваши министри поранешни се закануваа со армија, со тенкови ќе ни влезеле, па не знам што тука. Го памтиме и тоа, не дека не го памтиме. Абе, Слави, ти си слушнал за институтот двојно државјанство или само молови и дурови разбираш, нели, како познат музичар и шоумен? Тоа значи дека кога имаш неколку државјанства и пасоши, ти самиот одлучуваш каде ќе се попишеш како доместичен, односно како земја во која си резидентно население. Да те праша нешто тебе преку Тасевски. Вие, кога им дадовте бугарско државјанство на нашиве, им побаравте да се откажат од македонското, а? Еве, дали им побаравте? Изгледа не. Па јеби га бе, Слави, шо викаат србите. Тоа е малку премногу, нели сепак не сме кај Тодор Живков мајката, во Европска Унија сме. Па што сакате сега, бе? Овие луѓе на кои што сте им дале државјанство, тие се по националност македонци, но по професија се бугари, чиста работа. И затоа кога ги прашале на пописов наш преварански, нели, како се чувствувате вие? Нормално си рекле се чувствуваме како македонци. И имаш ти среќа што е така. Оти можеш овој директоров на пописот и тоа да ви го скрати. Па кога ќе ги крати македонците по инерција да скрати и некои бугари. Значи ако скратил 130.000 непопишани македонци, тогаш можел и некое стотче од Бугарија да скине. Да ти кажи уште нешто тебе, бате преку Тасевски. Еден совет бесплатен. Бидејќи фалат некаде околу 130.000 неизјаснети македонци на пописот. Ти сега тераја тезата дека тоа уствари се бугари кои што од страв, што им правиме терор тука во Македонија, затоа не сакале да излезат да се попишат, бе. Да, бе, еве идеја ви давам бесплатна, бе. Тоа е вака малце у ваш стил. Кога нешто не ви иде по кеф, да, бе, тоа дека македонците терор им правеле на бугарите во Македонија, мислам тие 0,6% кои што се изјасниле за такви. Затоа терајте си, иако тие тези ваши се измислени и веќе сите од нас знаат дека, нели, ги измислувате на дневна основа. Изгледа да се малку повеќе од пасошите што сте ги дале, ама од каде па да знаеш? Можете заебал Зоќе, тој шејтане море. Македонец, Македонец гледа Северџан вади. Еве, јас уште малку да ти помогнам, нели, да ја помогнам на бугарската кауза. И уште еднаш да ти објаснам. Македонец е националност, а бугарин е професија. Мислам на овие кајна што се тука, што имаат, нели, добиено пасоши од вас за да може да работат во странство, нели. Еве, на пример, турците во Бугарија си се турци по националност, ама бугари по професија. Исто така. Исто така и ромите. Да, бе. Ама тоа не се мали бројки. Некаде околу 50% од денешната Бугарија и македонците во Пиринска Македонија исто така. И нешто ќе ти кажам, треба да снимаме филмови заедно, бе. Слави, да пееме, да играме, да си ги почитуваме различностите, кои потоа ќе не сближат. Ама вие сакате со сила убајна. Со сила сакате од нас бугари да направите. Нема, бе, Слави, бе. Не може, бе, тоа. Не бива таа работа, бе. Ај сега ти направи се, мислам, ај биди Бред Пит.
Можеш да бидеш Бред Пит? Не можеш да бидеш Бред Пит. Абе, може да имаш и 100 милиони, и 700 како Зеленски. Не можеш да бидеш Бред Пит. Можам ја да бидам Анджелина Мислам, погрешна ми е малце слаби споредба, ама сега ме разбра, нели? Шо ми е компарацијава? Затоа, бе, брат, угледај се малце на Азис. Гледај си ја музиката. Направи некој дует со Сузана Гавазова. Доста се бавтеш со политика. Виде како рикна. И место да бидеш премиер, сега си пак ко мене. Телевизиски лик. Ете, звезда, ако сакаш. Што им соли памет на граѓаните. Кој како? Јас со Вегета, ти со Буковец или обратно. Ама, тоа е тоа генерално. За оние што не знаат, вака ќе кажам. Американците хемороидите ги викаат pain in the ass. Или у превод би дошло досадна болка во газот. А ние си ги викаме... Абе, шо има сега ја тука да ви ги дефинирам, која можам да ви покажам, која више гледам. Уствари, најболje да не ви покажем, пошто како викаат, една слика збори поише од 1000 зборови. Само што ја немам ваква звездичка позади. Да продолжам со приказнава. Значи, кој еднаш ке тргнеш по доктори, нема одвикнување. Еднаш ако се навикнеш на бело, одвикнување, амин. Па се смееш ти таму горе. Ова за белова, у депо на МВР да не работиш. Како пеа тамо? Бело, бело, шмрка мрва цело. Не се. Одењето по доктори ви е као социјална мрежа. Као Фейсбук. Секојаш си обкружен со луѓе и сите се нездрави. Чекаш ред пред матичен, се дружиш со луѓе. Чекаш ред пред специјалист, се дружиш со луѓе. Чекаш ред на рентген, се дружиш со луѓе. Чекаш ред у аптека, се дружиш со луѓе. Сите не мора да ги прифатиш за пријатели, али затоа они тебе те прифаќаат. Пошто, како викаат, секој пациент има потреба да ти се пожали, да ти препорача лекче, чајче, терапија. И сите тие ти дишат у фаца и те бомбардираат со илјадници, вируси, бактерии, ехинококи, стрептококи, дулеикоки. Абе, се што сакаш. После, исто као на Фейсбук си имаш профил. Али профил на болести што реално ги имаш и профил на болести што мислиш дека ги имаш. Али и за двете секако си взимаш терапија за секој случај. После твоето лице, исто така ти е као Фейсбук. Као книга од која што лесно може да се прочита болеста, али ако има некој што знае да ја прочита. Така, например, ја пред некој ден бев на доктор и он ми прочита од моево лице дека сум анемичен и ми препиша железо. А немаше поима дека јас живеам у железара и дека железо примам секојдневно преку инхалација, која Минчо ќе ги пушти тоа од џаците у промет. Али ај сега да оставам респираторни проблеми на плуќа, да се навратам на газот. Поточно на моите хемороиди. Се будам ја еден ден така са бајле, шо да видам под мене тоа чаршав од крв. Пробуричкав да не најдам некоја коњска глава као кум еден. Шо му знаеш, си викам, банкиве со коњскава глава да не сакаат да ме подседат дека им дужам пари. Пошто банкиви не се ништо друго освен рекетари и лихвари. Али пошто не најдов, нели, коњска глава, видов дека крвта ми лие, што би рекла таа од куратица, директ од газов. А газот ме боли, што би рекле прилепчани, еба го си го наебал. Еба го си го наебал. Ова е многу добар слоган за секоја кампања у Прилепско. Еве да кажеме, на билбордо пиши: ако земиш мито, еба го си го наебал.
Ако речиш дека лидеро нема појма, го си го наебал. Ако го чепниш негојот братучет, го си го наебал. Хајде да не јадам ја гомна го ја да не го наебам, да си се вратам ја на газот. Значи се будам, гледам крв, одам право у веце, шо да видам? Хорор. А гзот црвен као кај оние бабунине у зоолошка. Се исплаши, вика морам на лекар. Ама не смеам да идам кај матичнава. Еднаш и бев со ешерихија коли у грло, ако ја отидам сега со дефектен газ, а газот нели е познат као родно место на ешерихија коли, може свашта да посумља. И шо да ја кажам бе, ало, ме боли газот, ми тече крв, знам шо ќе ми каже, иди одма у тие специјалистичките клиники, може е нешто опасно. И право да ви кажам, многу се исплашив, шо се вика, на човек ауспух на кола ќе му затропа, па ќе се исплаши, а камоли газот да му тропа. Ја правец у една од оние приватни клиники, шо се викаат свети овој, свети оној. Влагам внатре и тамо гледам напишано со големи букви: добре дојдовте во свети овој. Си викам, шо е ова бе? Болница или Охридска архиепископија? Као да сакаат да ти кажат, слушај шефе, ако овој светецов не ти помогне, ние ич. Ние сме ти овде само за фискална, така да свети у рацете на овој баткава од иконава. Шо да се прави? Таков е бизнисот, не можеме да преземеме одговорност. Ако се излечиш, ќе кажеш браво, лекариве беа стручни, а ако не се излечиш, ќе речеш добро сеа, Божја работа, светецот така сакаше, се беше во негови раце, ама ете не успеа. И ја така додека го гледам нели светецов на иконава, ми текнуе како се вика болниците пред 30-40 години во таа старата држава. Имаше, например, една болница се викаше Воено-медицинска академија у Београду. ВМА. Бе, кој ќе чуе болеста незиното име, одма ќе избега од тебе. Пази, имаш воена, што значи војска, моќ, тенкови, авиони. Имаш медицинска, што значи знаење, наука, точно диагностицирање, апарати, технологија. И што е најважно, имаш академија, што значи си имаш работа со академици. Али некои вие нашиве што те прскаат со мочка против уроци. Него имаш работа со београдски академици, бе. Тоа беа болници, а не овие нашиве вади се на светецот. Едно-две светецот. А тој светецот и онака цел живот го поминал у испосничство, ни вода пил, ни леп јадел, па ако ќе му нагрнат еден куп пациенти, нормално не може да искочи на крај со нив. А баш кај овие нашиве доктори, бе. Побрзо ќе ги најдеш у Солун, како со шопинг им се одмаздуваат нова грциве за името, отколку ќе ги најдеш на клиника. И ја така седам си размислувам и си викам, чекај бе, ние можеме да смислиме, имаме подобри имиња за болници од овие светциве бе. Еле да кажеме, зашо некој од болниците не си ја крстиме народен херој Васил Антевски Дрен? Застанеш пред болницава и си речеш, болен влегуем, здравко Дрен излегуем. Или ич не излегуем. Мислам, ако ми се уарни смештеот со сестриве тамо внатре. И така пун себе влагаш кај докторов. Али ја не влегов пун себе која влегов кај овој мојот доктор. Зашо веќе имав искрварено пола литар и ќе искрварев цел да немав бутнато од онаа екстра сензитив со 4 крилца. Абе, алал да ви не значи на вас жениве, како успевате додите со тоа бутнато позади, бе? Не, стварно, мислам, со таа екстра сензитив, вака кој ќе пуштат еден чекор, абе, не можеш да приметиш дека има екстра сензитив. А ја, која влегов кај тој докторот, влегов као она пингвинче на Чили Вили. И влагам кај него, он беше некој, не знам, хирург специјалист, хирург за газови, или латински кажано примариус анус. И ја влагам кај него, он ми вика, нели, јас се соблекувам, он ме гледа и ми вика,
Од кога ти е крварењето, момче младо? Викам, не знам, не се сеќавам. Како, викам, не се сеќаваш? Така, викам, не